Добро вечер, вонредна политичка анализа. Пржино 3, толку најавувана политичка анализа Пржино 3. Сега дојде време да можеме да ја раскажеме, да можеме да ја презентираме пред вас кои сте мембари на емисијата во Центар, а можеби и пред пошироката македонска публика. Пржино 1 е симнување на Никола Груевски од власт. Пржино 2 е доаѓање на Зоран Заев на власт. Се сеќавате како беа пролонгираните избори 2016 година, во текот на летото, па не во есента и некаде на 11 декември. Односно се случи или се организира тогаш кога Зоран Заев можеше да победи на избори или да има таков резултат да може да формира идната влада. Всушност Пржино 2 во наводници своето финале го има со настаните на 27 април 2017 година во македонскиот парламент. Што ќе биде Пржино 3? Или враќање на Никола Груевски, или уставни измени во Република Македонија. Затоа овие локални избори на 19 октомври не се обични локални избори, не се локални избори за шахти, за тротоари, за фонтани во градовите или ни селата во Република Македонија, туку се всушност локални избори кои ќе покажат или ќе го наметнат играчот кој ќе треба да го спроведи Пржино 3. И тоа всушност ќе се движи помеѓу две рамки. Христан Мицкоски да биде апсолутен или убедлив победник на локалните избори, како никогаш досега една партија да има доминација, супремација на локалните избори, тоа да е Христан Мицкоски, и во тоа му помага неговиот струмички побратим Зоран Заев. И под број 2, значи тоа е втората рамка, тоа што го кажува кандидатот на ВМРО-ДПМН за градоначелник на Скопје Орце Ѓоргиевски, најдоброто доправа доаѓа. И тоа го кажува во присуство на Христан Мицкоски. Ако најдоброто доправа доаѓа, тогаш што е ова кој сега е дојдено во Република Македонија чиба. Тие две рамки или во таа бланда всушност се одбери кој ќе биде фронтменот, носителот на уставните измени во Република Македонија. Тоа значи дека на картата на Груевски ќе биде чекирана или ќе биде авансно чекирана за некоја блиска иднина. Никола Груевски може да биде вратен во Република Македонија на два начини: амнестиран или политички рехабилитиран. Под број 1 или прв пат, тоа се спомна во нон-пейперот на НС. Гледате, секогаш кога се сака да се врши притисок врз актуелната власт во Република Македонија, врз ВМРО-ДПМН, да се врши притисок за спроведување на одредени процеси во Република Македонија, од нафталин се вади прашањето на Никола Груевски. Значи за прв пат тоа е спомнато кога Јанес Јанша е се уште премиер на словеничката влада, во нон-пейперот кои сите го знаат, сите го видоа, сите го коментира, меѓутоа никој не знае кој е таткото или кој е мајката на тој нон-пейпер. Всушност прв пат е споменато враќање Никола Груевски назад во Република Македонија. Таму се споменати и други балкански разврски, Босна и Херцеговина, Косово, Република Македонија и така натаму и така натаму, меѓутоа сето тоа е поврзано и низ фонот на сето тоа се споменува враќање на Никола Груевски. Па имате одредена операција во која е вклучена американската амбасадорка во Република Македонија, поранешниот евроамбасадор во Република Македонија, тогашното владино раководство или кремот на владата Димитар Ковачевски, Артан Груби, Али Ахмети, Бујр Осман и така натаму, на средба ке поранешниот председател на Република Македонија Стеопан Даровски, снимени се тие разговори, документирани се тие разговори на некој волшебен начин стигнат до лидерот на опозицијата, тогаш Христан Мицкоски, денес премиер на македонската влада. И тога се разговара за враќање на Никола Груевски назад во Република Македонија, правење на две ВМРО-ДПМН, едно под контрола на Мицкоски, второ под контрола на Никола Груевски. И ништо од тоа не е реализирано. Дали со помош на Виктор Орбан, дали со помош на пријатели внатре и надвор од Република Македонија, меѓутоа целата таа постапка, целата таа операција е адаптирана или оставена за некои подобри времиња. Пржино 1, Пржино 2, а бога ми Пржино 3, ке зависи од најмалку 4 семејства во Република Македонија. Едното е Никола Груевски, второто е Сашо Мјалков, третото е Зоран Заев, четвртото е Зоран Верушевски. Во различни временски периоди, тие 4 семејства развеле различни нивоа на своји односи, врз база на одредена рамнотежа која во тој момент се прави, дали некој е посилен, дали некој е послаб. Ние имаме Пржино 1, па имаме Пржино 2, и веројатно ќе имаме Пржино 3. Гледате, и Венко Филипче, и Христан Мицкоски се дел на шинелот на Пржино 1, Пржино 2 и ќе учествуваат во некакви процеси во фонот на Пржино 3. Христан Мицкоски помалку личи на СДСМ, Венко Филипче помалку личи на ВМРО-ДПМН и тоа е пери носи
политичка разврска во Република Македонија. Кога 4 семејства учествуваат во разврските, тогаш е нормално тие 4 семејства кои во овие 10 години меѓусебно се држат едни со други за гуша, едни за други имат компрометирачки материјали, едни за други имат прислушкувани разговори и со тие разговори или со тие материјали се оценуваат едни со други и кога може да се оценуваат, тогаш може да влијат кој да биде начело на ВМРО-ДПМН и кој да биде начело на СДСМ. Во тој 4-аголник или 6-аголник всушност ќе бидат спроведени уставните измени во Република Македонија. Ако не бидат спроведени уставните измени, ќе се врати Никола Груевски. Тамо некаде пред 2 години, кога се најавуваше белгијското претседателство со Европската унија, всушност стана јасно дека ќе се оде на некаква варијанта. Некаква мини варијанта или работна верзија на разврска од типот на Пржино 3. Ван Хојте беше вратен во Република Македонија, беше вратен во рамки на белгијското претседателство, како некоја кровна конструкција беше секретаријатот на владата на Република Македонија, и тој беше донесен тука не да преговара или да ги олесни македонско-бугарските односи, туку да ги олесни македонско-македонските или македонско-албанските односи внатре во Република Македонија. Се обиди да фрли гума за спасување, тука разговара со политичките партии, разговара со власта, разговара со опозицијата. За сега нема информација дека е примен од Христијан Мицкоски. Некаде допред неколку месеци имаше информација дека на сите негови обиди и залагање да има средба со Христијан Мицкоски не му била организирана средба со Христијан Мицкоски. Гледате, сите оние гуми за спасување, од типот да се смени грбот на Република Македонија, сите слични иницијативи кои доаѓа изминатите неколку месеци, всушност требаше да го отварат пакетот на уставни измени, да им помогнат на ВМРО-ДПМН, да им помогнат на влен или на вреди и всушност во некоја рамка или во некоја колотечене да ги стават и ДУИ и СДСМ. Така што кога беше отворено прашањето за грбот на Република Македонија, да му се удоволи на ВМРО-ДПМН или да му се удоволи на Христијан Мицкоски, лавот конечно да стане грб на Република Македонија, тоа всушност значеше да бидат отворен пакетот на уставни измени. Кога ќе биде отворен пакетот на уставни измени во Република Македонија, тогаш ќе беше отворено и прашањето на бугарите и на другите малцинства во Македонија, кои треба да станат ново компониран составен дел на уставот на Република Македонија. Не знам дали сега приметувате што се случува во Република Македонија. Христијан Мицкоски, после оние негови шатал турнеи во Соединетите Американски држави, кој сакаше да ја продаде приказната дека е најголем меѓународен играч во Македонија кој се родел последните 34 години, пријател на Доналд Трамп, само што не се сретнал со Доналд Трамп. Тој е единствен од регионот поканет на инаугурацијата на Доналд Трамп и тоа секнува. Сега никаде не се појавува Христијан Мицкоски. Посебно ги избегнува сите овие самити, каде што може да присуствува, меѓутоа никако да замени, бидејќи се чувствува очигледно непријатно ако треба да гостува или ако треба да биде гостен на такви самити. И ја праќа Гордана Селјановска. Бидејќи се плаши ако оди некој од владата на Република Македонија или ако оди некој од редовите на ВМРО-ДПМН, може да го засени Мицкоски на тие самити, бидејќи Мицкоски одсутен на тие самити. Ја праќа Гордана Селјановска, под број 1 бидејќи знае дека не може да го пополни тој простор надвор од Република Македонија, под број 2 што е многу важно, не може да го пополни тој простор внатре во Република Македонија. Така што во една таква симбиоза на Христијан Мицкоски и Гордана Селјановска ја обавува веде функцијата мајка на нацијата или татко на нацијата, но при тоа не може да се наметни врз премиерот на македонската влада и ние имаме сега една ситуација кога Мицкоски, гледате, Мицкоски никој воопшто не го притиска. Ни странци, ни амбасадори во Република Македонија. Тој ќе влезе во политичка криза бидејќи нема идеја како да реши одредени работи. Таа негова безидејност всушност ќе го донеси во одредена политичка криза. Тој не ги гледа проблемите, нема план и нема решење како да ги реши тие работи, бидејќи не ги гледа тие работи дека му се случуваат. Тој е опседна со себе, со својата величина, не оди на самити, бидејќи точно знае дека на тие самити ќе биде кажано или ќе му биде речено нешто што тој не е подготвен во оваа фаза на неговата кариера да го слушне или да го прифати. И тамо, например, не го праќа Тимчо Муцунски, не го праќа Александар Николовски, не го праќа министерот одбрана, ја праќа уште побезличната од него Гордана Селјановска. И кога имате таков двоец без кормилар на чело на државата, тогаш тие не ги контролираат процесите. Тие ги имаат бројките,
ќе имат победата на локалните избори, но немат идеја како да ги решават проблемите кои му трупаат, кои му се антепортас пред врата на владата и на премиерот на владата. Дали ќе има шарена револуција во Република Македонија, бидејќи шарената револуција е увертира на Пржино 1 и на Пржино 2, и дали сега ќе мора да има шарена револуција, која би била некоја увертира на Пржино 3? Да, може да има, но не таква каква што предпоставувате. Гледате, кога ги анализират и овие луѓе кои учествувале во шарените револуции во изминатиот период и можеби ќе учествуват во шарената револуција во наредниот период, и кои прават одредена политичка проценка на работите и на процесите денес во Република Македонија, тогаш тие го третираат СДСМ на Венко Филипче како дел на процесот, но не како субјект кој може да го води процесот во Република Македонија, да го притиска Мицкоски, да биде суштински дел на шарена некоја револуција во Република Македонија, и смета дека тоа подобро или најдобро, знаете што е најопасно, тие проценува дека единствено Али Ахмети и Дуи може да бидат носач на авиони, кој може да спроведе некоја нова шарена револуција во Република Македонија. Ако Али Ахмети и Дуи се всушност субјектот кој ќе ги диктира процесите, кој ќе го диктира темпото на процесите кои може да се претворат во шарена револуција, кои може да се претворат во уставни измени, кои може да се претворат во враќање на Никола Груевски, нели во зависност од тоа кој правец ќе биде фатен, ќе има одредена форма на политичка разврска, тогаш таа шарена револуција ќе има меѓуетничка димензија, а не внатрешна. Нема правда, нема мир, нема демократија, заробена држава и така натаму и така натаму. Бидејќи Али Ахмети изминатите 22 години не се промовираше како човек кој е борец за демократија. Ние ништо не знаеме што се случува во структурите на Дуи, туку се промовираше како човек кој е победил или расторил поранешна СФР Југославија и 2001 година во наводници ја поразил Република Македонија или македонската страна. Меѓутоа, тој не се залагал како Лјупчо Гриевски за поделба на Македонија, за размена на територии, туку за унитарна Македонија, каде што македонците и албанците ќе се договарат. И кога Али Ахмети, овие структури, кои ги правеле претходните шарени револуции и сега ја проектират идната шарена револуција, ќе го означат како носач на авиони кој треба да го износи или да го изведе целиот тој процес, тогаш тој процес драматично мора да има одредени нијанси на меѓуетнички конфликти или меѓуетничка нетрпеливост во Република Македонија. Дали ќе биде формирана голема или широка влада, или нема да биде формирана широка влада, всушност тоа се двете варијанти. Многу помалку е веројатна варијантата да биде формирана голема или да биде формирана широка влада, во која ќе бидат напикани сите крупни политички субјекти во Република Македонија. ВМРО, ДПМН, СДСМ, ДУИ, ВЛЕН или ВРЕДИ. Многу поверојатно е во собранието да биде направена во наводници уставна коалиција, и таа уставна коалиција да ги спроведе уставните процеси во Република Македонија. Истите политички субјекти да бидат дел на таква во наводници уставна коалиција, која нема да биде знак на еднаквост со голема влада во Република Македонија. Знаете што е проблем во наводници на таква уставна коалиција? Нема субјект кој може да го води целиот тој процес. Тоа би можело да биде Гордана Селјановска, меѓутоа гледате двете партии во изминатите 15 или 18 месеци заеднички работат и Венко Филипче, чита и Зоран Заев и Христан Мицкоски, тоа да не биде Гордана Селјановска. Зошто да не биде Гордана Селјановска? Бидејќи може да се наметне и врз ВМРО, ДПМН и врз СДСМ. Ако двете партии работат во наводници на рушење на рейтингот на Гордана Селјановска, а бога ми најмногу работи самата Гордана Селјановска на рушење на рейтингот на Гордана Селјановска, тогаш вие немате патриарх, носач на авиони, кој може да спроведи процес на уставни измени во Република Македонија. Ако СДСМ сака да биде дел на тој процес, и ако имаше некаков обид на Венко Филипче кој бе оние настани поврзани со дискотеката Пулс во Кочани, отворени телефони, вртање на одредени телефони, испраќање на порака за некакво заедништво на власт, опозицијата, на политичките структури во Република Македонија, и кога е направен некаков мост на Венко Филипче и Гордана Селјановска, овие ботови под контрола или не контрола на СДСМ, односно на Венко Филипче, а финансирани под контрола или не контрола на Венко Филипче, читај Струмица, читај ЗЗ или некакви блиски структури на Струмица и на ЗЗ, всушност направија се сите тие мостови, тие мали мостенца кои беа направени помеѓу СДСМ и Венко Филипче и Гордана Селјановска да бидат срушени. И сега имаме одредена ситуација
Кога овие две или три структури дополнити со знам на Максим Димитриевски, гледате како меѓусобно се препокуваат. И што е суштината на тоа нивно препокување? Кои се црвените линии за ВМРО-ДПМН, за СДСМ и за знам во однос на еднината на Република Македонија? Тоа е суштинската дебата, која пред очи ви се случува, а вие можеби и не ја гледате. Кога ќе се дефинираат црвените линии, тогаш ќе се дефинира и пакетот и моделот како да се спроведат уставните измени во Република Македонија. СДСМ, за да преживее, се бори да влезе во власт со ВМРО-ДПМН, ВМРО-ДПМН за да преживее да не им се случи после 1 или 2 години еден натрешен колапс поради неспроведување на процесите, има потреба од СДСМ. Дуи, тука е, како да ви кажам, непотребен воајер и за СДСМ и за ВМРО-ДПМН. Мицковски не би сакал да коалицира со ДУИ. СДСМ и ДУИ се исклучуваат. Во некакви идни политички разврски нема место за СДСМ и за ДУИ, бидејќи ќе се борат кој да биде фронтменот. Фронтменот во опозицијата и фронтменот на некоја идна шарена револуција. Значи, во такви услови Зоран Заев и Христијан Мицковски работат на поврзување на СДСМ и на ВМРО-ДПМН. Тие кои ја направиле шарената револуција, значи сите овие 4 семејства, многу повеќе би преферирале формирање, ако не на голема или заедничка влада, тогаш на некоја уставна собраниска коалиција или најмногу од се враќање на Никола Груевски, бидејќи без Никола Груевски не може да се спроведат никакви процеси во Република Македонија. Осумината ги испорача, беа направени уставни измени поврзани со Преспанскиот договор, за да биде спроведен францускиот предлог, се ми се чини дека ќе морат повторно да го враќаат Никола Груевски. Како ќе биде вратен Никола Груевски? Па така како што е напушти Република Македонија. Ако во тоа учествувале британци, американци и германци, во тоа учествувал ДУИ и учествувал СДСМ со неправење, па по истата маршрута, со истите играчи, со истите зачини ќе биде вратен назад во Република Македонија. Гледате, сега во една точка треба да се спојат два многу крупни процеси во Република Македонија. Голема, широка влада за која многу мина дебатират и овие процеси на нема правда, нема мир. Ајде да почнеме од тие процеси нема правда, нема мир. Основата за рушење или паѓање на СДСМ од власт во Република Македонија е нереализирање на очекувањата кои ги донесе таа платформа или тој лозунг или таа парола со која всушност се спроведе шарената револуција во Република Македонија. Нема правда, нема мир. Ако нема правда, нема мир, тога Зоран Заев не може да е власт во Република Македонија, бидејќи ги изневерил очекувањата на овие кои биле приврзаници на шарената револуција. Ако нема правда, нема мир, тога зошто Никола Груевски иде надвор од Република Македонија, бидејќи тој ја напушта власта под товарот на паролата нема правда, нема мир, бидејќи не може да испорача правда, не може да испорача мир. И знаете, ако вие не може да испорачате правда, не може да испорачате мир, тогаш не сте дел на решењето на проблемите, туку сте дел на проблемите или се суштината на проблемите, тоа што се случува во соседна Република Србија. Тамо може Александар Вучич да купи ден продај уште 1 месец, 2 месеци, 1 година, 2 години, меѓутоа тој не може да биде суштината на решавањето на проблемите во Република Србија. Така беше и Никола Груевски. Сега е сосема различна ситуацијата. Ако е адаптирана паролата нема правда, нема мир, тогаш нема шарена револуција која ќе биде спроведена на нема правда, нема мир. Сега е основата за некаква друга шарена револуција. Во една таква состојба, тогаш што да не се врати Никола Груевски, пропаѓа платформата нема правда, нема мир, тогаш зошто човекот кој на база на таа платформа мора да напушти Република Македонија, се уште да биде надвор од Република Македонија. Затоа сите овие парпелпања, процеси, конфронтации кои се случуваат околу судството, обвинителството во Република Македонија, па и тоа што го правеше Даниела Арсовска со дивоградбите во Чаир. Знаете, ако вие можете да ги голтните дивоградбите, амнестијата со дивоградбите на Даниела Арсовска, тога зошто да не голтните амнестија на Никола Груевски? И мора да биде расплетот во обвинителството и во судството. Гледате, во изминатите 12 месеци, главното кршење на копијата, па и во самата владина владеачка структура, читај ВМРО, ДПМН, е околу судството и околу обвинителството. Најголемите конфронтации се токму околу судството и обвинителството. Ако биде растурено судството и ако биде растурено обвинителството, тогаш ќе бидат растурени не судство и обвинителство, туку джелатите во раците на Зоран Заев, кој несовесно, под диктат, нестручно и политикански
го гонеле Никола Груевски. Ако не биле под контрола на Зоран Заев, и ако Зоран Заев те ги употребил или злоупотребил за гонење и политички прогон на Никола Груевски, а тоа го правил на база на платформата Нема правда, нема мир, тогаш судството и обвинителството ниту би го гонеле, ниту би го суделе Никола Груевски. Ако не го гонат и не го судат, тогаш тој е невин, а бидејќи е невин, зошто бил надвор од Република Македонија. Значи, целиот процес да може да заврши со враќање на Никола Груевски, а тој може да биде или амнестиран, или политички рехабилитиран, мора да биде во наводници скршено и судството и обвинителството во Република Македонија. Тоа ставање на ќосето, како споменик од времето Никола Груевски, беше пред суд 1 и пред суд 2, сега ставен во близината на хотел Континентал, и тоа го прави Даниела Арсовска. Тоа е порака која треба да биде испратена и до ВМРО-ДПМН и до меѓународната заедница. Дека без Никола Груевски, без неговата долга рака на ќосето, не може ништо да се спроведи во Република Македонија. За тоа да биде направено, овие 4 семејства, гледате како Зоран Верушевски полека се го напушта Зоран Заев, завршува прегратките на Кафетин коалицијата, всушност тој има и формирано Кафетин коалицијата, бидејќи првиот човек на Стопанската комора бил негов асистент, или тој му бил асистент кога овој студирал на факултетот за безбедност, гледате сите се експерти за безбедност, сите е поминале таа удба школа некаде крајот на 80-те години, пред да стапат на одредени политички функции во Република Македонија, така што еден исти ракопис, едно исто семејство, еден исти патриарх кој стои над сите, ги реди коцките во Република Македонија. Бидејќи благо се видоизменуваат односите во таа четворка или 4 крупни семејства, тие веројатно ќе мора да седнат преку нивните играчи, дали Венко Филипче, дали Христан Мицкоски, дали Али Ахмети, бидејќи Али Ахмети е дел на тој шинел, произлегува од тој шинел. Одредени средби кои се правени на олигархијата против Али Ахмети, и исто така имате свој пандан на одредени средби кои Али Ахмети ги имал со одредени припадници на олигархијата, дали Кочо Ангјуша, дали со одредени банкари, крупни банкари во Република Македонија. И во тоа четириаголно семејство на Сашо Мјалков, на Никола Груевски, на Зоран Заев и на Зоран Верушевски, кој полека веќе станува дел на таа Кафетин коалиција, вие ќе ја вклучите и Кафетин коалицијата, веќе ќе имате петоаголник, а не четириаголник. Тој петоаголник во еден момент ќе ги седни на маса да видите или без да видите и Зоран Заев, и Венко Филипче, и Христан Мицкоски, и ќе имат конференцијска врска со Никола Груевски. Дали тоа ќе заврши со уставни измени, тоа ќе зависи од меѓународната заедница. Зошто меѓународна заедница? Бидејќи првата идеја за голема или широка влада на ВМРО-ДПМН и СДСМ 2015-2016 година ја дава Ангела Меркел, тогашната германска канцеларка. Последната средба на таа тема е на самитот на ИПП на Малта, каде што присуствува министерот за тогашниот министер за надворешни работи на Република Македонија. Презентиран е план да биде формирана влада СДСМ ВМРО-ДПМН со мандат од 4 години. Првите 2 години да бидат ВМРО-ДПМН на власт, вторите 2 години, третата и четвртата, да биде СДСМ на власт. Автор, татко и мајка на тој план е Ангела Меркел. Дури 5 години или 6 години после тоа доаѓа планот на Зоран Заев, кој го договара тогаш со лидерот на опозицијата Христан Мицкоски, да биде формирана влада на СДСМ и на ВМРО-ДПМН, но не со мандат од 4, туку со мандат од 8 години, и соразмерно на резултатите да бидат поделени и министерските места. ДУИ или албанските политички партии, кои тогаш беа во доминација во владата на Димитар Ковачевски, да има толку министри согласно процентуалната застапеност во број на пратеници и во население според пописот во Република Македонија. Non-paperот на Јанша е дел на Пржино 3. Планот на Зоран Заев за нова влада е дел на Пржино 3. Разговорите кај Стео Пендаровски за враќање на Никола Груевски е дел на Пржино 3. Што е суштината? Па суштината е кој ќе го води процесот на Пржино 3. Сите конфронтации кои сега ви се случат на политичката сцена, вклучително и локалните избори, и резултатот на локалните избори, гледате како вештачки се крева Христан Мицкоски, токму со поддршка на Зоран Заев, а вештачки се спушта СДСМ на Венко Филипче, исто така со поддршка на Зоран Заев. Треба да испрати пораката дека играчот е Христан Мицкоски. Ако играчот е Христан Мицкоски, тогаш тоа ќе го прави со поддршка на Зоран Заев. Втората можност или втората опција, Мицкоски да не е играчот и полека
да јакни влијањето на Никола Груевски, но тоа ќе значи полека исклучување на Зоран Заев од клучните политички процеси во Република Македонија. Така што зад Христијан Мицкоски, зад Венко Филипче, кои доаѓаат на бранот на Пржино 1, Пржино 2, начело на ВМРО-ДПМН и начело на СДСМ, се крие, да не би рекол толку пресметката, колку прераспределбата на моќта на овие 4 или 5 семејства во Република Македонија. Суштината на процесите денес, вклучително и локалните избори, кој ќе го води процесот на уставни измени, односно кој ќе го води процесот на Пржино 3. Ако тоа Пржино 1 беше Зоран Заев, Пржино 2 беше Зоран Заев и Никола Груевски, Пржино 3 ќе видиме кој ќе биде. Во зависност од тоа кој ќе биде, таква ќе биде и политичката разврска во Република Македонија. Како беа најавувани бомбите на Зоран Заев, или како 2015 година беа најавувани сите тие епизоди на вистината за Македонија. Тик-так, тик-так и знакот на бомба. Еве го Facebook статусот на градоначалникот на Струмица, Костадин Костадинов, во наводници кој е во конфликт со лидерот на СДСМ Венко Филипче. Тик-так, тик-так, наскоро можеби нема да биде никаква бомба, меѓутоа знаете, тоа е символиката. Тоа е символиката која сте ја гледале 2015 година. Тоа е символиката која Струмица или поранешно струмички градоначалник го донесе на чело на македонската влада. И само неколку часа претходно, значи еден до друг Facebook статуси, Костадин Костадинов му реплицира на Венко Филипче, односно на интервјуто на Венко Филипче кој го дава за националната телевизија. И има еден пасус во тоа негово описание на Facebook. Лесно е да се биде во СДСМ, но многу е потешко да го носи СДСМ во себе, особено кога изворно не си дел на неговите темели, туку си дојденец во него. Веројатно ова се однесува на Венко Филипче. Не е посочен Венко Филипче, меѓутоа суштината и поводот на тоа описание е интервјуто на Венко Филипче за македонската радиотелевизија. Во интервјуто за емисијата 360 степени, кај што гостуват заедно со Христијан Мицкоски. Интервју на Христијан Мицкоски па интервју на Венко Филипче. Кога градоначалникот на Струмица, поранешен портпарол на СДСМ, пратеник од редовите на СДСМ, а можеби и член на извршниот одбор на СДСМ, најавува тик-так и го обвинува лидерот на СДСМ дека е дојденец во партијата, а пред една или две политички анализи ви реков дека не можам да поверувам дека Зоран Заев, кој располага со такво купиште на компрометирачки материјали за сите во државата, да не може да го дисциплинира градоначалникот на Струмица или да не може да ги дисциплинира неговите струмичани, симпатизери и активисти на СДСМ, кои биле незадоволни од градоначалникот и тоа било основа или повод тој да не биде кандидиран за нов мандат градоначалник на Струмица. И тогаш гласно размислав дали тоа не е основа токму од Струмица да почнат процесите за промени во СДСМ. Процесите за промени или за дисциплинирање на Венко Филипче. Гледате, суштината е дека Венко Филипче не смее сам да преговара со Христијан Мицкоски. Овие црвени линии кои ги најавува Венко Филипче, кои горе доле ги прифаќа Максим Димитриевски, за кои гласно размислува или гласно критикува Христијан Мицкоски, требаше да бидат основа за формирање на некоја во наводници заедничка влада. Таа заедничка коалиција ќе биде тестирана на изборите во Кичево или на некои други избори во градови во Република Македонија. Суштината на таа коалиција е да бидат поразени кандидатите на Дуј и на Али Ахмети. Гледате, во една таква збириштина на односи и на интереси, можеби за некој нема да има место на таблата кај што ќе се делат картите. Зоран Заев може да има полоши карти. Никола Груевски, Сашо Мелков може да имат полоши карти. Али Ахмети може да има полоши карти, Венко Филипче може да има полоши карти, Христијан Мицкоски може да има полоши карти. Тоа што сега се случува, кој ги дели картите и кој какви карти ќе добие. Затоа внимателно читајте ги ваквите пораки. Дали на Костадин Костадинов, дали на други симпатизери на СДСМ. Во МРДПМН тоа оди малце поинаку. Тамо секој процесите се случуваат под маса, под радарот, вие не гледате тоа што се случува, одеднаш ќе имате одредена не експлозија, туку имплозија внатре во структурите на ВМРО-ДПМН, така што гледате што ќе се случува. Пред избори, ниту еден меѓународен играч, вклучително амбасадори во Република Македонија, нема ништо да му префрлат на Христијан Мицкоски. Не очекувам дека ниту по изборите ќе има еден сериозен притисок надворешен врз Христијан Мицкоски, освен дека тој нема план за ниту еден проблем во Република Македонија, гледате, нема план ни за загадување. Нема план ни за кочени. Тој оди во кочене и ги убедува дека власта на ВМРО-ДПМН овие 4 години направила толку многу што кочанчани треба да бидат горди на таа локална власт во градот.
а загинуваат 63 луѓе, 63 деца. Така што ако вие немате контакт со реалноста, не ја примате таа реалност која не ви одговара, таа ве иритира, ве навредува, не сакате да комуницирате со неа, тогаш без план и без идеја проблемите ќе ве навјасат. Во една таква ситуација странците може и да не се замешат на ниво на политичари, на ниво на премиери, на ниво на власт, на ниво на Европска унија, но Соросовите структури во Република Македонија, сега играјќи на картата не на СДСМ, туку на Али Ахмети, всушност ќе ги обединат сите овие фактори во некоја нова разврска и нова прераспределба на мокта. Тоа ќе биде пржина 3. Тоа е суштината на ова наша вечерашна анализа. Се гледаме во вторник, 22 часот и 30 минути. До вторник, пријатна вечер Македонија, каде и да си.